Денешниот протест е за да обрнеме внимание на јавноста и на владата, се разбира, за целата ивент индустрија, односно индустријата за организација на настани. Ова што го гледате денеска се кутиите во кои што колегите ја чуваат опремата, тука има светла, тука има звучници, тука има опрема за симултан превод, значи се она што јавноста го гледа на било каков настан е сместено во овие кутии. Вчера се навршија една година точно од забраната за одржување на јавни настани. Цела година не работиме, не сме препознаени од државата, односно сме препознаени на некаков чуден начин, неразбирлив за нас. И бидејќи ситуацијата е таква каква што е во моментов, бројот на заболени се зголемува, ние сметаме дека треба веднаш да седнеме и да разговараме за некаков спас на ивент индустријата, бидејќи е непримерно да бараме сега да одржуваме јавни настани или да правиме големи концерти. Затоа и покрај тоа што веќе еднаш разговаравме, се она што го договаравме и се она што ние го побаравме од владата не е ништо испочитувано, донесоа мерки кои што за никого не се разбирливи, не ги објаснија, така што бараме час поскоро да седнеме и да разговараме. Ивент индустријата не само во Македонија, туку и во целиот свет е втора по загрозеност од ковид пандемијата. По авиотранспорот е забавната индустрија. Сметам дека час поскоро владата треба да изнајде начин да ја спаси ивент индустријата, затоа што не само една година тишина, ќе останеме целосно во тишина. Колку фирми има вашата асоцијација, колку вработени се загрозени? Асоцијацијата брои 40 членови од различни сектори. Ивент индустријата е многу комплексна, тука се организаторите на настани, тука се рентал компаниите, техничката поддршка, потоа видео и аудио продукциите, значи за еден настан да направите ви требаат многу дејности, а да не зборуваме за сите оние кои што се директно или индиректно загрозени. Тука се уметниците, тука се слободните уметници, тука се фриленсерите, многу професии се загрозени, не можеме да кажеме бројка, сметаме дека се повеќе од 20.000 луѓе кои што на вистина страдаат. Вие гледате дека и музичарите се тие кои што се многу загрозени, мораме да изнајдеме решение. Во новиот пакет дали ви има? Да, не има во новиот пакет како точка дека ќе се помогнат организаторите на настани, но само толку. Ниту е разработено, ниту е нешто кажано, на никого од нас не ни е јасно ниту што ќе биде тоа, ниту пак кога ќе се реализира. Сметаме дека ќе наидеме на конструктивност од другата страна, бидејќи е во заеднички интереси на едните и на другите. Знаете како ние во принцип сме многу гласни луѓе. Работиме со гласна музика. Не би сакала да не натераат да бидеме гласни така како што знаеме да бидеме. Се уште мислиме дека ќе го решиме на тивок начин како што е денеска.